На само 6 километри на север од Кочани, на подножието на Осоговските планини, се наоѓа вештачкото езеро Градче, кое датира од далечната 1959 година. Ова езеро се наоѓа на надморска височина од 467 метри. Езерото е долго 3,5 км, а широко 200 метри, со најголема длабочина од 29 метри. Езерото е обкружено со дабова и борова шума, која придонесува чистиот и свеж воздух да привлече голем број туристи, спортски риболовци и љубители на природата. Езерото е богато со краб, пастрмка и сом, како и друга бела риба. Езерото е секојдневно посетено од голем број риболовци, но може да се забележи дека тука доаѓаат и рекреативци, меѓу кои жени и деца кои исто така уживаат во рибарењето. Кребрежјето на езерото овозможува да се организираат спортски риболовни надпревари и манифестации, кои ја зголемуваат посетеноста на истото. Сега ќе потони и на бојли ловиме сега моментално. Најпрактично да ја ставиш и може со саат да стои. Ако сакаш на саат времена, два проверува дали има храна во хранилката за да се наврати риба.
Ова од Австралија имам еден шура. Ова ставче ми го донесе од таму, многу јако е. Шурата ловел на океанот со него. А какви риби претежно има тука? Па, ние обично ловиме крап. Има клен, крап, сом, А на што ги ловите? црвена перка, костреш. Крапот на пченка, на конзервирано обично. Попрактично е, знаеш, отвориш конзервата и ловиш. На пченка и на бојли. Сега. На црви? Црви, носам и црви. Еве ги носам и црви, ама ќе чекам да дојде 4 сата, па после фрлам за сом. Има сома? Има помош. 340 до 50-60 кила има тука. Сега да видиме ако дојде ред тоа на оваа тука. Види сега што ја фрлив. Оно обично кога почне рибата да песа, знаеш, врвот се тресе и до водата го свитка долу и после влече. И треба после да вртиш да го собереш. Конзервирана од конзерва. Таа е посладка, што ја викаат шекерац. Така. И ти ја ставиш внатре црва на тие големите јадици, тука може и сом да налета. На джигера ма многу лесно паѓа. Джигерот е многу мек, знаеш, нема здрави джигери. Замрзнувани, одмрзнувани, тие што ги купуваме. И го ставиш малата риба за брзо време го изеде. И за сомот нема и за крапот. Уживајте во убавините на прекрасното езеро Градче и неговото планинско опкружување. Започнеме со мавер. Мавер, кој што знаеме сите, се произведува во фабриката Реглас во Италија.
една од најреномираните и најстарите фабрики, не само за риболовни трски, туку и за резервни дел, односно делови за аеронаутика, односно за ракети. Така да искуството, инженерството во таа фабрика е стварно големо и од нивните производи може само да видиме презадоволни. Во моментов е Супер Литиум презентирано. Е врвна трска, значи топ модел од 2019. Како што може да видите, има одлична изработка со вкрстен 2К карбон на него, значи како основен дел, многу тенок диаметар го краси и една тежина, би рекол, на кердов. Значи нема ни 100 грама да ги трскава на 5 метра, а веќе е успоредно со прстов, ќе видите колку е тенка. Одлична трска за искусни риболовци, напреварувачи исто, меѓутоа и искусни риболовци кои веќе искусиле риболов со вакви лесни и уникатни трски и сакаат нешто подобро. Као што знаеме, фабриките секако имаат своји новитети, со врвните модели секогаш има подобро и подобро кај нив. Вториот модел е веќе повеќе наменски, тоа е фрецијата. Овдека имаме изгледба на директно без водици трска, значи може да се користи оваа како директна трска, и тоа и поднесува и монтажа на овца. Така да, значи, оставено е слободно на купувачот да се одреди дали ќе користи како болонеза или како директна трска. Цената е многу достапна, со оглед на квалитетот што го нуди. И тоа е тоа во врска со оваа трска. Следната е Артемис. Артемисот е една од појаките серии, значи се користи за малце потежок риболов, значи за позахтевно место каде што се лови мрена, краб, тие работи не дека не е добра за посетна риба, меѓутоа првенствено наменета е да ве покрие во ситуации кога имате голема риба со големо товарување на вода. И последното од Мавер, кој во моментот го имаме, тоа е моделот Invincible. И како што гледате на него има само екстрем power, значи екстремна моќ има за било која ситуација. Трската има многу резерви во неа и веќе има наведено на неа 3 кила, се подига со неа мртва тежина, значи во место сега да закачиме 3 кила, ќе ги подигне слободно. Толку е јака оваа трска, релативно е лесна со оглед на тоа колку е јака. Го возможува квалитетниот карбон и неверојатно некоја смола која користат за ракети во реглас. Овдека е истата таа Invincible, значи во варијанта болонеза со овца, парнички се што се редат. И тоа е тоа, значи дали овој модел која би го користеле од чамец, тоа што го зборевме, и овој е модел за болонезе ловење, кога сакаме со машинка да страваме подарок. Во моментот, за жал, имаме само овој модел позади мене, овие се малце постари модели на Даива. Постари, меѓутоа не значи дека не чинат. Се стварно врвни модели, F1 моделите на Даива, со некоја висока цена, меѓутоа мислам дека си ја заслужува цената да има таа цена поради квалитетот со кој изработена оваа трска. Че оваа трска е една од ретките болонези кои би издржале секоја ситуација кога сме на риболов, воедно и многу лесна. Лесно се маневрира со неа, многу резерви има, значи и стои убаво исправено и при оптоварување многу се витка параболично, значи сите квалитети кои ги бараме од една трска, тоа го нади ова. Нешто понова варијанта е овој модел, Power. Тоа е веќе 2018-2019 модел, тука е во изгледба
5 метра, као што гледате диаметрот е многу мал, исто и тежината е многу мала. Изработката е као за наивачи. Фантастично. Клетка на карбон и сите тие работи, јачина на самата трска, појачана на сите критични делови од трската, за да не дојдеме во ситуација на кршење. Значи една одлична трска за одлична цена. И следен од брендовите кои има во продавниците Марте Спорт е хитот на Балканот. Тоа е Тика Техниум. Многу лесна трска, многу релативно, значи јака, за 15-20 грама акција трска. Е доста јака, со квалитетни држачи, значи квалитетни овца, исто така квалитетен карбон, диаметар како на деивата, квалитет на карбон исто како на деивата, меѓутоа цената е, да не речем, упола поевтина од деивата. Значи нешто веќе има борба помеѓу фабриките, која да понуди колку може поубаво за поевтино. Најчистата вода доаѓа од изворите на природата. Планинска роса. Природен извор на виталност. Куза Дизајн, бренд за собни и сигурносни врати. Во компанијата работат врвни програмери и мајстори. Произведуваме собни врати од фарбан фурниран медијапан и медијапан обложен со италијанска CPL фолија. Голем избор на модели на различни бои и дезени. Изработуваме по мерка, брзо и прецизно со најсовремени италијански машини. Врати со висок квалитет и пристапни цени. Куза Дизајн. Беше чест да го поканам денеска и легендарниот Пиже, еден од најискусните мренџи, би рекол, во држава, и полно искуство има и со колмиковите трски. Па Пиже би те замолил за потенца, конкретно да ни кажеш кој е твоето искуство. Се работи за една трска која што е за екстремен риболов. Тоа значи може при оптеретување да издржи отпор на многу брза вода и многу капитални риби. Лично јас имам овој модел на трска. Ова конкретно се работи за 5 метарска, ја имам 6 метарска трска. Што би кажал за 6 метарската? Кој е твое искуство? Како е? Како со рибата? Кој е чувството? Значи е многу брза. Така? Дали се осеќаш сигурен дека си со голема риба, голема врена со неа? Да. Значи, така. Можеш да и го смениш правецот на движење, што е многу битно за голема риба. Тоа е најбитно. Затоа што они си во својот природно сака да избега некаде. Има секогаш има така. некои препреки кај што пробува да се ослободи. Така. И јас лично сум многу задоволен.
Исто, кој друг модел го користиш за мрена од колник? Зашто знам дека си фан огромен на колник. Имам добро искуство со Fiume NX350, значи таа е 35 грама акција. 35 грама кастинг. Пошто ова е 100 грама кастинг, ова е нешто екстремно Така. и има Што ова буквално можеме и фидера да ловиме, сакаш да кажеш. да, може ова 80 има грамски многу ја фидер. лифт ап, значи подигнува од место голем терет, нема Така, проблем. да толку е јак, така. Да се навратиме за Fiume-то NX350. Да. Значи, таа е некоја медиум акција, значи на средина е меѓу екстремните и лесните. Значи, покрива и лесен риболов и екстремен. Ако удри некоја голема риба, можеме да се овладаме. Накратко, полесна варијанта од ова. Така би дошло. Значи полесна и со Полесна. тежина котраска, И полесна, поизбалансирана, да. а сепак доволно јака за да може да се справи со мрена. По-мека, по-убаво чувство, по-нежно можеш да осетиш рибата, зашто оваа екстремна трска е многу поагресивна за разлика од неја. Така, така. Значи, оваа си ја имаш, овој модел си го имаш Да. кога идеш стрикно за големите мрени. капитално. Не, ја носам со мене, Така, кога ќе дојде некој јато такво, така. кога ќе осетам дека има потреба, ја активирам. Значи, два типа на трски користиш во еден риболов, во еден риболовен ден, нели? Па повеќе. Па и три, нели? Да. Добро. Најлесната трска, која е од твојата за најлесен риболов, за бела риба, за попадика, за Fiume филме? 160 Така. S, значи со Така, ја снималца. презентираме веќе, да. Да. Да, да. Тој модел. Исто е Филме 160, ти е стрикно за бела риба си ловиш, за додека не ти дојде покрупна. конкретно за попадика и со незе можеш да, значи секој искусен риболовец може да се справи И со- голема риба, што е искусен. Така, Меѓутоа секој не. Така, значи добро, веќе ти си, како што кажав, легендите за таа риба, за мрена, за крупни големи си крапови. Затоа и е легенда, зашто при еден риболов иде со 3 модели на трска да ги покрие сите ситуации. Пише ти благодарам. И бистрена вода и многу мрени со потенца и NX 350. Да се видиме на вода. Сега, обавезно. Благодарам. Пастрмка. Пастрмката е вообичаено име за голем број видови сладководни риби. Повеќето пастрмки, како што езерската пастрмка, живеат исклучиво во сладководни езера и реки, додека пак има и други, како што се веножито пастрмки, кои како такви ги живеат своите животи во свежа вода или поминуваат 2 или 3 години на море пред да се вратат во свежата вода за да остават потомство. Пастрмката е важен извор на храна за луѓето и живиот свет, вклучувајќи ги и кафеавите мечки, птиците грабливки како орли и други животни. Тие се класифицирани како мрсна риба. Пастрмката има перки целосно без боцки и сите од нив имаат масна перка долж грбот во близина на опашката. Езерската пастрмка живее во многу поголеми езера и живее многу подолго од веножито пастрмка, која има просечен максимален животен век од 7 години. Езерската пастрмка може да живее многу децении и може да прерасне преку 30 килограми.
Пастрмката генерално се храни со други риби и меки телести водни безрбетници, како што се муви, кадефли, камења. Во езерата, различни видови на зоопланктон често формираат голем дел од исхраната. Возрастната пастрмка ќе ги проголта помалите риби до 1/3 од нивната должина. Пастрмката може да се храни со ракчиња, крвави црви, инсекти, мали делови од животни и јагула. Како група, пастрмката е малку коскена, но месото обично се смета за вкусно. Но вкусот на телото е под силно влијание на исхраната на рибата. Пример, пастрмките кои се хранат со ракови имаат тенденција да бидат повеќе вкусни од оние што се хранат првенствено со инсекти. Поради нивната популарност, пастрмките често се одгледуваат на рибни фарми и се порибуваат многу води во обид да се зацкријат ефектите од прекумерниот риболов.